Здраво, до мене е една прекрасна млада жена, Маја Јовевска, која што верувам дека ќе ви сподели еден дел од нејзиниот живот кој ќе го допре вашето срце. Маја, кажи ми, што се случуваше во твојот живот? Како дете имав радосно и исполнето со љубов детство, но уште од мала многу често емоциите ме понесуваа, а секако тоа се манифестираше подоцна како возрастна личност и кога се реализирав како сопруга, мајка, и кога се реализирав професионално, почувствував дека тие емоции ми представуваат големо оптеретување, бидејќи прекумерните грижи за семејството, за домот, за работата, навистина ме оптеретуваа. Што ти се случи конкретно? Конкретно во еден период, поради мојата поставеност на работното место како сметководител, налага работа пред компјутер, започнав да чувствувам болки во грбот и во вратот, а од друга страна почувствував едно зголемено ниво на стрес поради грижите кои што ме товаруваа. Дали се обиде да го решиш тој проблем? Се обидов, најпрво направив некои медицински испитувања кои што покажа дека имам некој понизок степен на спондилоза. Ми беа препишани лекарства, меѓутоа јас чувствував дека се работи за нешто сосема друго и дека е подлабок мојот проблем, па затоа се Така, што се случи? Што направи во врска со тоа? Се обиде со лекарства, со се и... Да, се обратив кај Константин Кајшаров, кој што јас и сопругот го познаваме од претходно. Да, кој е Константин Кајшаров? Константин Кајшаров е магистар по кинезитерапија, магистар по клиничка психологија и пастор во Христијанска црква Блага Вест во Република Македонија. Тој е човек на вистина со отворено срце, полно со љубов, со чувствителност, желба да помогне секому. Како ти помогна на тебе? Што се случи? Какво влијание имаше во твојот живот? Ми понуди терапија, која што се состоеше во исто време од физикална терапија и Божјо исцелување преку молитва во името на Господ Исус Христос. Што се случуваше на таа молитвена терапија? На таа молитвена терапија на која што пристапив со силна волја и желба да бидам исцелена. Уште на самата терапија, првата терапија, почувствував голема топлина, особено во пределот на вратот и на грбот, кои што беа моите болни места, а во исто време почувствував и како исплевуваат емоциите од мене. Почувствував солзи, тага, но големо олеснување. Дали те хипнотизираше Константин? Не, значи цело време си бев во свесна состојба и тоа што го чувствував во физичкото тело, но и душевно во мене како се случува една преобразба. Беше свесна додека траеше терапијата? Бев свесна цело време, да, додека траеше терапијата. Така. И после тоа што се случи? Откако помина молитвените терапии? Откако помина молитвените терапии, почувствував целосно ослободување. И духовно, и телесно. Болката целосно ја снема од моите болни места од вратот и од грбот, а моето срце некако стана поотворено за да може радоста да се всели во него. Така. Раскажа дел од својот живот, интимен живот, и верувам дека многу луѓе кои што имаат сличен проблем како тебе, конкретно значи со грижа, контрола и спондилоза, дека ќе сакаат да го решат проблемот на сличен начин. Каква порака ќе им пренесеш? Сите вие кои што се чувствувате осамени, огорчени, обесхрабрени, не очајувајте, бидејќи она што е невозможно за луѓето, за Бога е возможно. Препуштете го вашиот живот, вашите чувства и емоции на Господ Исус Христос, бидејќи тој е извор на животот и извор на постојана радост. Ти благодарам, Маја.